И еден сме приклучени, другиот кај си? Ќе дојдат бидечки 23 сте приклучени. Да ви споделам да не се пулите во празното ден што ќе го работиме. Добар ден, Самче. Добар ден. Сега додека не е почнато, сакам да ми кажете колку мина од вас се на компјутер. Како бројка ми треба само, ајде ќе запишувам јас. Јас. Значи не. Да. Еде вака, нека пишете во чет за да ги да се преброиме. Оти ми треба, сакам да ви покажам нешто и сакам денешниот час да го искористам да ве научам нешто. Во чат да ви пишеме? Да пишете во чет. За кој е на компјутер? Ќе ја гледам. Повели? Молам? На компјутерот. Молам, не те слушнав. Ја се што треба да напишеме? Не, ми треба само на тој што е на компјутер. Да знам ми треба. Повели душо, не те слушнав. Што треба да напишеме? Ништо, да се напиши тој што е на компјутер, да знам бројка ми треба. Кој е на компјутерот и нешто ќе ви покажувам што е многу битно и ќе ве научам како да ги поставувате задачите што ги работиме директно. Денеска ти ќе цртаме нешто и да не се мачите, има опција како тоа да го правите вие, самите од дома. Затоа ми треба, може и на мобилен, ама е многу полесно на компјутер. Затоа ми треба бројка колку мина се на компјутер. Ја ви пишав. Да, видов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 се за сега. Овде кај што пиша, кај што ние еве го Теодор, Виктор, Ана Марија, Матеја, Ненат, добро. Сакам да ви покажам нешто. Значи, штом сте на компјутер, регистрирајте се, логирајте се во Office 365, нека си стои ова Teams-от што ви е пуштен. Ќе ви покажам, ај првин гледајте, па после ако нешто не ви е јасно. Добро, Лина, ич да не се секираш, може да напишеш. Ако не се слуша, може слободно да напишеш. Добро. Не е битно, значи, повторувам, не мора да бидете на компјутер, можете било каде. Значи, може и од мобилен. Јас го проверував и од телефонот, кај мене се логирав, како гостин. Проверив и од таблет, кај ќерка ми. Таблетот, значи, може да се прави се, што можете на компјутер, можете и од телефон и од таблет. Разликата е само големината на екранот, ништо друго. Добро. Значи сега е 16 без 2 минути. Како си поминавте викендот, се одморивте? Давид да го приберам гостинот. Виде ми наставнико Дејан нешто ми прати, да видам што ми пратил. Нема пратено. Рече дека ќе пратил, имало некои ученици што воопшто немале одговорено кај него ништо. Па да ве потсетам случајно да не заспијате случајно. Тоа од теледија или само од вашето? Моја? Тоа не знам. Рече дека ќе прати, ама ве нема пратено. Кој ќе го најдам, ќе ви кажам пак. Да ве потсетам исто така дека во Forms имате како assignment да решите квиз. Вчера вечер прегледував, многу мала беше бројката, по 4-5. Тој што го решававме на час, ви е ставен како задача за да го решите во групите. Некои го решија, тие што имаа решено го вратив назад,
Гледајте другите да ги решите. Точно е 16. Реши? Мола? До кога треба да се реши? Тој требаше до саботата вечерта, ама ако е касно, може да го решите. Разбирате, ако е завршен за решавање, вие слободно може да го решите. Че појдете во Teams, појдете во Assignments и во секој оделението ваше го имате како задача за решавање. И денеска нема да имаме квиз, како што гледате нешто ќе правиме многу интересно. Ама пред да почнеме да цртаме, сакам да ви покажам нешто. Вака сега. Да почнеме. Бидејќи учевме прво полугодие за различни видови на четириаголници, денес накратко ќе се потсетиме што беа четириаголниците, како можеме да ги искористиме, како се цртаја, кои се нивните елементи и така натаму и така натаму. Ама сакам нешто друго многу подобро да ве научам, кое што ќе ни треба и година и понатаму, додека учите математика, ќе ви се најде, оти го имате Office 365 пакетот и многу лесно можете да решавате задачи со него. Вака си. Да ви поздравам сите, и посакам добре дојде. Да го почнеме официјално денешниот час. Прво да прашам, дали го гледате ова InPrivate? Молам? Овели? Колку задачи беа на квизот? 20 и некоја. Ти имаше многу добро решено на последниот, тој што ти беше во најдобар резултат имаше на тој во квизот што ти беше наместен, подобар него тој што го решававме на час. Добро. А колку има? 30 и нешто, мислам дека ти го вратив, 33 или 34, не се сеќавам баш. Добро. Вака се. Значи, дали, ме прашам, дали го гледате InPrivate црниот прозорец сега? Што гледате устави вие сега? Готово, значи не сум ви го споделил сега одма. Вака сега, ќе го споделам овој празниот прозорец. Добар ден. Вака. Значи сега, што е тоа што сакам да ви го покажам? Бидејќи, ова се однесува за моите ученици, но и за сите други што имаат дома Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint и било што. Работата што сакам да ви ја покажам е следна. Значи, откако сите ќе се логирате, нали, на Office 365 пакетот, ствари, ќе го исклучам ова за да биде подобро. Да пробам да се логирам како еден измислен ученик, за да ви покажам како е како ученик да се логира. Значи, ова е измислен ученик. Че ова вие треба да го правите самите дома. Со наше маје? Со вашето, тоа што го имате училишниот. Значи, јас сум сгрешил сега тука. Беля работа. Ајде сега ќе го најдам. И имам овдека. Мислам сите. Вака. Го најдов, сега ќе се логирам како некој измислен ученик. Значи, вака. Беля работа. Значи, вие ова нема да имате проблем, јас сакам, се обидувам да се логирам за некој замислен ученик. Ама сега ќе се обидам да го
Ве молам, исклучете го микрофонот. Значи овој акаунт не функционира. Настанете? Молам. А како да го напишам пасворд? На шо, па пасвордот тој што си беше твојот, што ти ја даде на кој со кој се логираш. Добро. Еве го. Не е за гостите, така? Вие можете да си го направите дома доколку имате Word и Excel. Важи истото. Значи, јас сега кажувам за моите ученици, затоа што ти имаат онлайн верзија, не мора да го имаат дома, ама вие мора да го имате Office на компјутер, значи Word, Excel на компјутер да имате. Ама може. Еве вака сега кликнувам на Yes на чисто, ќе работам сега како ученик што сте вие. Сега. Тоа е прв пат се стартува сега и го добивате вие што го добивате тука. Значи во Forums ви се квизовите, Teams ви се тимовите кај што ние со станокот, тоа што сакам да ви го покажам се наоѓа во PowerPoint. Кога ќе отворите PowerPoint, сите знаете имате работено, ќе отвориме празна презентација. Значи, кога ќе отворите празна презентација, како ова сега што е тука. Добро, ова ни некои известувања. Значи, Јас намерам да се добро, ќе ти дадам после, гледај упатства, ќе ти ги дадам мейловите. Мора да можеш со мейлот што си регистриран. Значи сега. Значи работите стандардно како во PowerPoint. Предноста што сакам да ви ја кажам, што ја имате сите. А ако ја немате, значи овие што се гостите, може да си го направите самите. Треба да направите вака. Ќе појдете во делот Insert. И сега да побарам. Овдека требаше да има. Еве го. Додаток. Значи Add-ins, десно скрос на крајот. Во овој додаток вие можете да вгнездите, овдека нема додаток, ама ќе појдете на Store, значи во продавницата за додатоци, и во делот Search, или ќе изберите образование, овдека долу, или во делот Search, изберите GeoGebra. Кога ќе изберите GeoGebra, ќе ви се појави полето Add и ќе ја додадете. Ќе праша дали сте сигурни, да, додадете ја. И сега видите што ќе се случи. Вие во вашата презентација ќе може да користите GeoGebra. Сега видите, еве го. Значи, дојдовме. Јас сега ќе се регистрирам, ќе ви покажам како да се регистрирате. И еве, GeoGebra ја имате во вашата презентација. Се што треба да направите, е од сега па натаму, за да ја користите. Да ја зголемам преку целиот екран, за да биде доволно голема. Еве вака. Ќе да изберите овој делов прозорецот за цртање. Сега. Значи, ова може да го направите сите. Моите ученици го имаат онлайн, значи не мора да го имаат на компјутерите дома, а сите останати што сакаат да го користат ова, ќе мора да го направат на истиот начин, да појдат во Insert, во додатоци и за да ја додадат GeoGebra. Сега. А за да може да ви функционираат сите работи и да видите колку многу убави работи имаат направено во GeoGebra, особено во делот геометрија, сега јас ќе го минимизирам. Или вака, ајде, не мора да го минимизираме, ќе отворам нов таб.
Ќе појдете во geogebra.org. Тоа е веб страната. Значи, тоа е веб страната geogebra.org што е горе. И забележувате дека десно горе јас сум регистриран. Овдека пишува името. Ево. Како се регистрира? Сега ќе ви покажам. Значи, за да се регистрирате вие, јас сега ќе се исклучам овдека, да не бидам најавен. Се што треба да направите е да кликнете кај вас во копчето Sign In, овдека десно. Сега, ќе имате опција да се регистрирате преку Google, преку Facebook или како вие сакате. Че ако кликнам на Google, ќе се регистрирате преку Google. Ако кликнам на Facebook, ќе се регистрирате преку Facebook. А ако сакате да креирате собствен акаунт со друг поинаков, треба да кликнете на Create. Како сакате вие. Еве јас ќе се регистрирам со мојот сега овдека што го имам. Истиот од преѓеска што беше во GeoGebra. Значи, откако ќе се регистрирате, се што ќе сработите во GeoGebra ќе биде зачувано. Еве, например, моите работи, што јас ги имам правено. Дали ово може да се сипне некако или да се... Вака сега. Значи, GeoGebra можеш да ја симнеш на мобилен, на таблет, на компјутер. Наставниче? Молам? Кој пасворд да се напише? Вака, значи, во полето за регистрирање, значи, уште еднаш ќе излезам јас овдека, еве, ќе се исклучам јас, ќе излезам, идам да најдам само кај беше, еве вака, чекај, е мојот акаунт, ќе се вратам назад, значи, треба првин да се одјавите. Еве, јас ќе се одјавам. За да се регистрирате горе, ако кликнете на Facebook, користете ги податоците со кои што сте логирани на Facebook, ако имате. Ако не, пишете си овдека username и password или изберете Create account и пишете ги истите акаунти што ги имате од Office 365, например. Како сакате? Пишете имейл адреса, кој треба да ја проверите, пишете го вашето име, тоа е јавното име што ќе биде, пишете лозинка со најмалку 6 букви, повторете лозинката, прифатете ги овие две полиња и креиране акаунт. И може да користите. Толку многу лесно и едноставно. Исто како во описот. Па не е битно, било како може да го направите. Значи може да си креирате каква сакате. Доколку сакате да имате. А за да ги користите сите работи што се таму, пожелно е да го направите тоа. Затоа што се што ќе сработите, ќе ви биде зачувано таму. Еве, например, јас сега ќе се регистрирам. Имам еден за на училиште, еден друг. Еве го во овој. Во овој дел, ова е сето што сум го креирал. Видете колку има и ништо повеќе не зачува. Значи сето ова е уствари креирано и ти си стои тука. За секогаш кога ќе ни... Сега душа почнавме. Кој ќе завршиме, ќе биде готово. Значи, ова сето... Молам? А ќе почнеме сега ви објаснувам. Ќе пишуваме. Значи, на овој начин, сакам да ви кажам како можете да следите и да ги правите конструкциите што ќе ги правам јас, да не ги правите на лист хартија, туку можете, јас ќе ги зачувувам такви и ќе ви ги споделувам за да може вие да си ги отворате на вашиот компјутер и ги ставате во презентација. Како одговор на домашната. Некој ме праша за симнување. Во делот имате app downloads. Тоа би било од левава страна овдека. Сега, имате неколку варијанти. Мој совет да изберите GeoGebra Classic, затоа што во не зима се. Но, за потребите кај нас, може да изберите или првата, или втората, се исто. Ова 3D калкулатор е сушност за геометриски тела, но мој совет е симнете ја GeoGebra Classic. И при тоа можете да ја симните на даунлод или може да ја отворите директно на интернет, да не ја симнувате. Че? Молам?
GeoGebra Classic 6 или Classic 5? 6, Classic 6. Ама, може да ја симните на вашиот компјутер, на вашиот телефон. Оти гледа имате опција која ќе изберам, например download. Еве сега. И ќе ме однесе. Еве, ме прашува кај да ја снимам. Јас веќе ја имам. Тај нема потреба да ја лодирам. Препозна дека сум на компјутер. Ако одите овдека, имате Mobile Apps за на мобилен. App Store, ако имате Android, мислам iPhone, а Google Play, ако симнувате за на Android. И еве ги апликациите што се за на Android. Значи, молам? Јас еве пробав да направам така, ама кога ќе појдам на презентација нема таква add-ins. Епа, има дошо немаш активирано, нели кај мене немаше. Нема add-ins мора да постои. Во чекај, проба на твојот PowerPoint дома или на онлайн? На онлайн мора да постои на онлайн. Еве овдека на онлайн во един себе се отвори. Еве го овдека. Во insert менито, па после одиш един с десно. И еве GeoGebra, јас што ја направив преска. Наставниче, овде за ова GeoGebra со училишниот паспорт и... Како сакаш? Како сакаш? Можеш и со училишниот за те бидат исто да не памтиш 2-3. Оти еднаш го пишуваш и се запамтува на компјутерот и готово. Наставниче? Мола? Мене не ми дозволува да направам GeoGebra акаунт со моје име. Оти? Вика немаш години доволно. Така? Не, ми кажува only alphanumeric character. Па значи алфанумерички ти пишуваш на кирилица. Пробај на латиница да напишеш. Зато ти вика да ги препознава знаците кирилични. Пробај на латиница. Значи, еве ви покажав како секој може да си го додаде ова. И сега кој сега, ова намерно ви кажав, затоа што кој ќе се регистрирате, се што ќе најдите на интернет, а ќе ни треба, или се што ќе направите, ќе си остани. Или јас ако направам нешто, за да вие можете да го искористите тоа, Јас не можам. добро, ќе пробаме после заедно да го направиме, мора да може. Значи, ако некој направи и успее да се регистрира, ќе ни сподели после како. Значи, не може да се регистрирате. Еве вака се. Ќе изберам sign in. Еве ќе изберам create account и ќе пробам јас да направам проба. Еве вака. Проба. Мајмунче. Пример. Вие ќе си го пишете вашето. Еве пишувам измислен ученик. Пишува invalid character, затоа што има место. Значи, не треба да има место тука. Лозинката. Пишува најмалку 6 да биде. Еве, например, ќе биде... Еве, лозинката што ја напишав. Значи, пишете мала, голема буква, специјален знак, било што, ама најмалку 6. Добро. Имате овдека и опција за да си ги проверите. Ги кликну. Ама гледај сега тука. Видете сега овдека. Ама ова е многу битно. Ова може да го направите ако имате повеќе од 14 години, а вие немате. Жал ми е. Во првото поле вие потврдувате дека имате 14 години, но ако го изберите втората опција, тоаш вие кажувате дека сте ученик и дека знаете што правите. Вие изберете втората опција. Тоа е значи како родител да го креира ова сега. За вас и вие креирајте акаунт. И еве го. Значи регистрацијата е готова, само што јас сега треба да појдам на мојот измислен мејл и да потврдам дека сум јас. И регистрацијата е готова. Затоа внимавајте да пишете мејл што е ваш. Затоа ви реков пишете го училишниот мејл. Затоа што ако го напишете училишниот мејл, кој ќе појдете овдека во Outlook, ќе си го видите мејлот. Овдека треба да го направиме временската зона. Еве Скопје, Варшава, Загреб и јазикот. Еве нека биде вака, например.
И готово. Наставниче, одиш на тебе вика password confirmation. Па password confirmation, значи сега треба да појдеш кај имејлот што го пиша и да кликнеш на линкот што ќе го добиеш по мејл. И еве јас отворив Outlook и вие треба да го добиете тука ако го пишавте училишниот мејл. Наставниче, може да го сработим после часот? Може, само ви кажувам како треба да го направите. Може да го сработите. Само тогаш нема да имате можност да ме прашате. Значи завршивме сега со тоа. Средивме, направивме акаунт и се што ни требаше. А пасвордот истиот што ни е од... Кој сакаш душо можеш? Кој сакаш можеш да го пишеш? А јас ви реков пишете си го тој што ви е истиот за да не памтите два. Јасно? Сега, да се вратиме на она што треба да го работиме денес. Ова ќе го исклучам. И ова ќе го исклучам. Значи сега да ви споделам тоа што ќе го гледаме. Еве го. Ете, ја направив акаунт. Бравос. Еве вака сега. Кога ќе се логирате на GeoGebra, или посетете ја само без да се логирате, или сега не правите ништо, само гледајте. Во делот Middle School Resources, вие спаѓате во групата на Middle School. И ќе кликнете на тоа и ќе се отвори овој таб. Пасворд не ми прима. Остај сега вака. Остај, после ќе пробуваш, сега да завршиме, гледај тука. Пасвордот треба да биде 6 знаци и горе и долу да биде ист. Најмалку 6. Одиме во геометрија. Кој ќе кликнете на геометрија овдека, ќе се отвори огромна листа на овдека десно на работи што се поврзани со геометрија. За да ги користите овие работи во вашиот цртеж во PowerPoint, вие треба да се регистрирани. Сега. За да јас го избрав овде. Јас наставниче не... Добро. Ќе пробаме после пак. Значи сега вака. Сега ова ви се ресурсите што ќе ги користиме, но денес ви спомна дека ќе работиме за четириаголници. Сега. Дејќи ќе работиме четириаголници, јас ќе ви го споделам новиот прозорец, во кој што ќе цртаме и ќе почнеме да работиме. Само да го најдем кај беше. Јас наставниче не можам да гледам само црна слика. Па нема споделено ништо душо, затоа не гледаш. Еве сега. Сега ќе го гледате тоа што треба да го гледате. Значи, сега ќе зборуваме за четириаголници. Еве јас ќе направам нов документ тука и ќе почнеме да си цртаме. Наставниче, ништо не насловот? Како не се гледа душо? Јас наставниче ништо не гледам. Го споделив, нема шанси да не се. Сега се гледа. Добро, полека нешто до интернетот. Готово, нешто до интернет. Вака се. Кај мене не се гледа. И кај мене. Ајде да пробам уште еднаш. Ајде. Кај мене. Сега ќе го споделиме уште еднаш. Како е насловот? Елементи на четириаголници. Сега се гледа? Не. Да. Добро е. Ајде вака се. Значи зборувавме за триаголници до минатиот час, а сега ќе почнеме да работиме за четириаголници. Прво, молам? Кај мене е црно. Ако бе црно душо, не може да е Кај црно. мене. Исклучуј се бела листа. Па бел е со коцки листот, со квадратчиња. Наставниче, Молам? јас наставниче ништо не гледам. Од- Ако не гледам, нека се исклучи, после пак нека се приклуча. Не знам, би требало да е се воред, нека почекаат до интернетот, ќе видиме. Ајде вака се. Јас гледам. Добро. Како е наслова наставниче? Значи сега ќе пишете елементи на четириаголник. Еве вака. Јас ќе земам било каква форма, значи ќе се обидам да ја нацртам. Еве сега ќе зацртаме една.
одсечка, потоа ќе нацртам друга одсечка, ќе нацртам трета одсечка, вака, подолга некоја, и на крајот ќе нацртам четврта одсечка за да направам четириаголник. Не можам на страници да ги... Одлогирај се и приклучи се пак. Значи, ајде да исклучам сега линииве да не ви смета. Значи вака се. Добивме четириаголник. Темињата на четириаголникот ќе ги бележиме со буквите А, Б, С и Д. Значи ќе пишеме А, Б, С и Д се темиња. Пак на страници речи. Па нешто до интернетот е не ворат. Дали кај другите е проблем? Не знам. На страници кој беше на страници? Се гледам. Елементи на четириаголник. Значи, А, Б, С, Д се темиња. Потоа, значи, бидејќи имаме 4 темиња, значи имаме 4 страни, 4 агли. Е сега. А што мислите? Што мислите сега? Кои темиња ќе ги викаме соседни темиња? А и Б. И зошто се А и Б соседни? Што се состојат од една раб. Ами А и Б се соседни. Страници имам проблем со интернет. Добро, па ја одлогирај се и исклучи се, ќе го гледаш вечер видеото. Или пробај излези, уште еднаш приклучи се. Добро. Значи, соседни, еве на темето А, кои се соседни? Чи на А, Секој теми треба да има два соседи. ете, Иде. на А, соседни темиња се Б и Д. Како ќе го викаме темето С во однос на темето А? Ова С вам горе. Спротивно. Темето С е спротивно на темето А. Е сега. Ќе пишувам десно. Кои се страни? Колку страни ќе има овдека? Овој четириаголник. 4. Па нормално. Значи А, Б, Б, С, С, Д и ДА. Ова се страни. Бидејќи забележувате, немам пишано цртичка горе. Тука ние не кажуваме должина, туку кажуваме како одсечка, како почнува во А, завршува во Б. Истото ќе биде БА. Разбирате? А ако пишеме АБ цртичка од озгора, ова значи должина на страната или одсечката. Наставниче, Молам, пишувате. пишувам душа. Наставниче, после да се гледа. Молам, Да, касни. касни, значи можно да е до интернет. Ајде да пробам денеска цел ден интернет, и кај мене зафркаваше. Мај да пробам да пуштам, поти ми е. Значи многу е битно каков интернетот, ама кај мене гледам дека е во ред, не е нешто страшно. Единствено што можам да направам е да пуштам на полноќ. Да биде. Ама не е до тоа, верувајте, не е до тоа. Ајде сега да видиме. Дали се појави пишуваното? Да. Се појави, фала Богу. Ајде вака се. Да. Е сега, кои ќе бидат соседни страни? Што треба да важи за две страни да бидат соседни? Ама страни. Значи две страни, еве кажете пример за да бидат соседни. Да, исти агол, ама нешто друго е. Исто теме. Значи, ако го земиме теме во Д, еве пример горе.
Значи, страните што го содржат темето D во случајот DA и DC се соседни. Дали ви јасно? Значи, треба да имаат две страни се соседни ако имаат заедничко теме. Тоа значи дека тие прават и агол. Колку агли има овој четириаголник? 4. Ќе ги означиме и со бројки и ќе ги напишеме. Да, не ни треба. Сега ти зборуваме за четириаголник. Значи, четириаголник се мисли ова што е внатре. Со се надворешните ќе биде 8. Ама сега тие не ги спомнуваме. Значи, кога зборуваме за четириаголник, ние мислиме за фигурата што се добива во внатрешност, не надвор. Дали ви јасно? Значи, зборуваме, четириаголник е геометриска фигура составена од 4 страни, 4 темиња и делот што е заграден внатре. Дали ви јасно? Значи, се имаме 4 агли. Еден агол, ова јави нека биде 2, овај 3, ваму ќе биде 4. Сега бидејќи не знаеме колку се по големина, ќе напишеме овој со една цртичка, овој вака ќе го нацртаме со 2 цртички, овој агол можеме со 3 цртички, а овој ваму агол ќе го нацртаме со 4 цртички. Или пак, наместо вака да правиме, може овој агол една цртичка, овој да има 2 цртички, овој да има 3, а на овој ќе му клаиме 4 цртички. Дали разбирате? Значи, наместо да пишуваме 4 линии, можеме една линија со 4 цртички да покажеме дека е различен. Дали ви јасно? Сега. Како ќе ги нумерираме аглите? Исто како што учевме. Аголот 1 е еднаков со аголот BAC, а тој бе 6 со DA, остари што пишувам BAC, BAD. Што не се гледа, тако се вика. Кај сите или? Кај мене. Кај мене се гледа. Северет. Би требало, сега последно што можам да ви направам, да ви помогнам во ситуацијава, да се приклучам јас на 4G за момент, да не биде проблем интернетот, мада не е проблем и тој сега. Чекајте 2 секунди, само да се префалам на другиот интернет. Дали можеме? Молам? Ака, вие што имате проблеми? Ако имате проблеми, пробајте да го исклучите, да исклучите GeoGebra, ако имате пуштено. Таа може да ви... немам наставниче. Добро, тој што има. Добро, сега го сменив. Наставниче, преме не. Добро, знам дека не кочи, ама ајде да отстраниме себе, сега пуштив и мобилен интернет, па ќе видиме, тој е побрз. Значи, аголот BAD или DAB. DAB, ова е аголот 1. Сега, ајде да ги нацртаме уште надворешните агли. Значи, како беше? Почнуваме од А, преку Б, значи вака, цртаме надворешен агол, овој ќе го земеме, нека се вика како А. Или ајде Б нека се вика. Потоа, ова одсечка ја продолжуваме преку Ц, вака, ова ќе биде АБЦ аголот. Потоа, од Ц преку Д, оди наваму, ова нека биде аголот Д, и од Д преку А надолу. Ова овдека ќе биде аголот А, темето ќе оставам од другата страна. Дали ви јасно како се цртаат, како се добиваат надворешните агли? Значи, почнувате од темето А, одите во Б и го продолжувате. Значи, аглите А, Б, С и Д се надворешни. Дали ви јасно? Сега, како беше правилото? И овдека важи истото правило како кај триаголник. Колку ќе биде зборот на внатрешен и надворешен агол? Значи, А плюс аголот 1
е 180. Потоа, Може малку повре? момент да запишам. Аголот 2 плюс b 180 степени. Аголот 3 плюс c 180 степени. И уште еден имавме. Ако го допишам, па ќе се вратам горе. Аголот 4 плюс d е 180 степени. Еве го сега горе на цртежот. Значи, аголот 1 е внатрешен, а додека А е надворешен. Па внатрешниот заедно со надворешниот секогаш прават 180 степени. Дали ви јасно тоа? Се, ајде да видиме. А која страна е спротивна на страната BC? DA или AD. Значи, спротив, а која страна ќе викаме спротивна? Што треба да важи? Значи, две страни се спротивни, ако што важи? Не соседни. Добро, не се соседни, друго? Ако немаат заедничко теме. Ете така. Значи, две страни се соседни, ако имаат заедничко, а две страни се спротивни, ако немаат заедничко теме. Значи, немаат заедничка точка. Да. Што мислите? Дали страната АБ и страната CD? Значи, сега ги гледаме како прави. Ќе се сечат некогаш некаде. Каде и кога? Ако се сечат или не се сечат? Што мислите? Се сечат. Каде? Ако се сечат, каде ќе се сечат? А ако не се сечат? Нема да се сечат. Вака како што се нацртени, ако ги гледаме како страни... Молам? Можеме на... Мислам дека ќе се сечат. Па добро, прашањето ми е кога ќе се сечат и каде ќе се сечат и зошто ќе се сечат? Ако се накрсни, може да се сечат во темето B и D, тоа да се спои, или во темето A, C, тоа да се спои. Вака, се правиме муабет за А, Б и С, Д. Гледајте ги онака како што се нацртани. Ако ги гледаме како одсечки, Мислам дека да. не пишувам ништо. Дискутираме сега. Ако ги гледаме А, Б и С, Д, гледајте ги вие на цртежот. Онака како што се дадени. Ако ги гледаме како страни, како одсечки, тие дали се сечат? Не. Дали? Значи, дали се соседни или се спротивни? Спротивни. Молам? Може да ми исклучите камерата, не можем да исклучам? Не знам дали можам да исклучам, чека да видам. Не можам да исклучам, ќе мораш чека да видам. Не можам да исклучам. Чека да видам. Уште еднаш да пробам. Не можам. Значи, И јас мислам че не можам да исклучам. и добро да уживајте, затоа може имате проблеми со интернетот, значи не треба да пуштате камера. Што додека не види, че некој нема потреба камерата биде пуштена. И таа ви троши од интернетот. Значи, овие рековме страни дека се спротивни. Се друго ми беше муабето. Дали овие две страни се паралелни? Што значи да бидат паралелни? Што значи нешто да е паралелно? Наставниче, може да се исклучам паралелно? Може. До гледање. Што мислите? Што значи да бидат паралелни? Да бидат спротивни, ама... Дали паралелните нешта некогаш ќе се пресечат? Не. Па никогаш нема да се пресечат. Тие ќе одат паралелно едно со друго.
сега, овие ако ги гледаме како прави, ако ги продолжиме од двете страни, дали тие ќе се пресечат? И да. Видете сега, ако ја продолжиме страната АБ од страната на А, значи сега ќе цртам, ќе ја продолжувам на А. А страната С да ја продолжам преку С. Видите, дојдов до крајот на зидот, ама ако продолжам да пишувам, како што викав на училиште, накаде на клупата ќе се сечат. Значи тие ќе се сечат. Тоа значи дали овие ќе бидат паралелни? Не. Нема да бидат паралелни. А што мислите? Како ќе провериме дали АД и БЦ се паралелни? Како е најлесно да провериме дали овие две страни ќе бидат паралелни? Ако се сечат, не се. Значи, да, ако се сечат, значи се земате триаголник и проверувате, продолжувате. И ако се сечат некаде ќе бидат паралелни, значи ова е наваму, а ова наваму. А друг начин некако без да продолжуваме, дали може да смислите? Што треба да направам за да кажам дали ќе бидат паралелни или нема да бидат? Да ги споиме. И како ќе ги споиме? Со два триаголници. Па добро, еве сега немаме триаголници. Како? Да измериме растојанието. Кое е растојание? Може и така, ама незгодно. Дечки, земете агломер. Ако земите агломер, кој агол треба да го измее? Кои два агли треба да бидат исти, за да со сигурност речиме дека страните ќе бидат паралелни? Што мислите? Кои агли треба да ги измериме? Спротивните. Кои се тие спротивни? Има, зато пишавме бројки или букви. Кои се тие агли? АЦ и БД. Што АД и БД, ако ги кажеме, а тие се одсечки. Значи АД и БД уствари не прават агол. На тој начин аголот треба да го кажеш со 3 точки, од кој средната мора да е темето. Значи тоа е еден од начините, а втор начин ако го кажеш само со темето на аголот. Дали е јасно? Значи кои агли треба да ги измериме сега, за да знаеме дека АД и БЦ се паралелни или не се? Ајде, мислете. Кој агол треба да го измерите? Б. 2Б, 2 и Б, знаете дека даваат колку? Тие секој ќе даваат колку? Значи тоа го знаеме, не мора да го мериме тоа. Туку треба некој друг агол да го измериме. Значи еден од овие 2 или Б и еден друг. Кој? И аголот 4. Аголот 4 на друга страна комплетно не. Кецот и Б. Ако го измерите аголот 1 и ако го измерите аголот Б и ако тие два агли се еднакви, тогаш правите ќе бидат паралелни. За ова нешто како својство ќе го учиме година. Или евентуално... Молам? Пишувате нешто. Ништо не пишувам. се гледа. Ништо не пишувам. Сликата остана како што си беше. Сега дискутирам, слушам, сакам вие да кажете, ама многу сме сте тивки некако денес. Значи, за правите АД и БЦ да бидат паралелни, треба, еве сега ќе пишам надолу, значи, за страните АД и, видиме која страна беше другата, АД и БЦ да бидат паралелни. И сега се пише овака. АД, учевме тоа прво полугодие, паралелно со БЦ треба аголот 1 да биде еднаков со аголот Б. Ќе дека да пишам символ Б. Еднаков на аголот Б. Ако овие два агли се еднакви, тогаш страните мора да бидат паралелни.
Дали овој четириаголник што го нацртав имаше име? Или само ќе го викаме четириаголник? Што мислите? Како ги викавме четириаголниците? Кои четириаголници ги знаете ви? Сега, добро. Вака сега. Триаголникот не е четириаголник. Да, не е триаголник, е четириаголник. Ако му напишеш една точка на него, и пак нема да биде. Значи триаголникот не може да биде четириаголник, никогаш. Оти се вика триаголник, нели? Три има, за да биде четириаголник. Мола? Трапез. Трапез. Сега, сите тие... Паралелограм, доплив, трапез, кръг. Ете, тие беа, тие дело, тие што ги учев. Сега вака. Сега се думав како да ви кажем, ама вака ќе направим. Сега ќе нацртаме нешто што ќе ни помогне да ги определиме сите четириаголници. Ќе завршиме денес со тука. Оти, внимавајте за наредниот час, треба да ги знаете, оти ги учевме прво полугодие сите овие и сите својства. Да се вратам уште нешто, заборив, многу важно. Како ќе викаме одсечката АЦ и БД? Ете, тоа заборав. АЦ и БД. Ќе се вратам горе, на цртежот. Како се викаат тие? АЦ, сега ќе нацртам... Диагонали. И шо пред диагоналите? Опа. Се сеќат. Ама, за да биде диагонала, шо треба да важи за незе? Да се сеќат. За да биде диагонала, ама вие не ме дослушувате. За една одсечка, да ја наречиме диагонала, шо треба да важи за одсечка? Шо треба да важи за АЦ, за таа да ја наречиме диагонала? Молам? Да поврзува спротивните мина. Ете така. Значи, АЦ и БД, за да бидат диагонали, значи еве ќе пишеме, овдека се диагонали. Значи, диагоналата е одсечка која поврзува спротивни емиња. Ова беше многу битно, затоа што кај некои четириаголници диагоналите беа исти, кај некои беа различни, кај некои се сечеа на половина, кај некои беа нормални. Дали ви јасно? Значи, ова беше многу битно, едно од својствата го имаше кај четириаголници. Одиме се вака. Ќе правиме вака. Прво што ќе се прашате. Значи, сега ќе правиме како диаграм по информатика што правите. Значи, прво прашање што треба да си го поставите, дали, овдека ќе пишем, дали четириаголникот има паралелни страни. Значи има две опции. Значи овдека. Значи може да биде одговорот да и одговорот да биде не. Така? Или ајде вака ќе напишем. Десно ќе пишеме да, лево ќе пишеме не. Че ова е прво што ќе треба да се запрашат. Дали овој нашиот горе четириаголник имаше паралелни страни? Било колку? Да прашувам вие се? Да. Немаше паралелно. Не измеривме ние. Нема паралелни. Овие не се паралелни страни. Така е цртано да не бидат паралелни. Че овој немаше паралелни. Значи, овој таков четириаголник во кој што нема паралелни страни се вика трапезоид. Значи, ако четириаголникот нема паралелни страни, се вика трапезоид. Или четириаголник во општ облик. Сега. Дали знаете некој четириаголник
што нема паралелни страни и е во групата на трапезоиди, ама се вика поинаку. Правоаголен трапез? Не, трапез е во фамилија на трапези, ќе ви зборуваме после. Значи, четириаголник, кој што е трапезоид, ама ние ќе го викаме поинаку, има одредени својства, а нема паралелни страни. Ромот има паралелни, одиме сега друга, ајде, ќе додиме после. Значи, сега имаме, дали четириаголникот има паралелни? Ако има паралелни страни, значи овдека да, си поставиме ново прашање. Дали има еден пар или два пара паралелни страни? Значи, ова ви е наредно прашање. Значи, ако одговорот ви е да, дека има паралелни, наредно се прашувате, дали ќе има еден пар или два пара паралелни страни? Е сега, имаме два случаи. Има еден пар и има два пара. Дали ви јасно што значи еден пар, што значат два пара? Овдека значи само две паралелни страни, а овдека значи и овие паралелни, ама и овие одстрана да се паралелни. Дали ви јасно? Значи, еден пар значи две паралелни страни, а два пара значи тоа се два пара, значи два пати по две паралелни страни. Значи две паралелни страни, само две паралелни, и тоа спротивни. А овдека сите спротивни страни се паралелни. Е сега, како ги викам оние што има еден пар паралелни спротивни страни, ама само еден пар? Внимајте, еден пар паралелни. Трапез. Трапез. Тоа е фамилија на трапези. Значи, фамилијата на трапези има еден пар паралелни страни. А фамилијата што има два пара паралелни страни, како ќе ја викаме? Што мислите? Овде. Квадрат или паралелограм? А ова е фамилија паралелограми. Или тие се викаат ромбоиди, ама ние ќе ги викаме фамилија паралелограми. Значи, паралелограми или некаде ќе ги видите, викаат ромбоиди. Оти се слични на кај ромбот, тај нека не се стои, ќе ги викаме ние паралелограми. Што е фамилија паралелограми? Е сега, во оваа фамилија трапези, во фамилија паралелограми ни се сите. Кој трапези ги знаете? Рамнокрак трапез. Еве рамнокрак, правоаголен. Значи рамнокрак, правоаголен, има друг? И тој е обичниот трапез во кој што ниту е рамнокрак, ниту е правоаголен. Рамнокрак трапез беше, утре ќе ги цртаме тие, што беа краците што му беа исти. Правоаголен беше ваков трапез, а другиот трапез беше трапез во нормална форма, во која што сите страни му се различни. Евака. Ама важно има една паралелна страна. Оваа и оваа страна се паралелни. Разбирате, за да биде... Молам? И разностран. И па разностран трапез може да го речеме и така, оти сите страни му се различни. Може и така.
Ама мора да има паралелен. Значи рамнокръг, правоъгълен, еве и разностран, како викаме. Разностран трапез. Карактеристично за сите нив е што овдека црвениве линии ми се паралелни. Сака и паралелограми. Кој можеме да ги спомниме? Делтоид, квадрат. Дали делтоидот ќе биде тука? Делтоидот беше нели змеот? Ромб, правоъгълник и квадрат. Ева, ајде да напишеме. Ромб. Ромб беше нели искосениот квадрат. Наредно беше? Кој го кажавте? Правоъгълник. Правоъгълник. Квадрат. Добро. Квадратот беше нели ист како ромбот, ама со прави агли. И дали има уште? Паралелограм. Ете така. Тоа по кое што го носи името паралелограм. Тоа беше ист како правоъгълникот, само искосен. Некој го спомна делтоидот. Дали делтоидот можеме да го спомниме тука? Дали делтоидот има паралелни страни? Нема паралелни. Па значи делтоидот ќе го спомниме ваму горе. И за него мислев кога ве прашав на почетокот. Делтоидот се пишуваше како змеј. Или се вика на англиски исто така, Кейт. Како војводката од Кейт, ако не гледате ќе ни бара авторски права. Значи, еве го делтоидот. Значи, делтоидот е во фамилијата на трапезоиди, оти нема паралелни страни, ама има многу интересни својства. Значи, ова беше накратко како ги делиме четириаголниците. Значи, почнувате од тоа дали има паралелни страни, ако нема, значи може да зборуваме за делтоид. Односно се вика трапезоиди. Трапезоиди всушност ќе не бидат четириаголници во кои што нема ништо паралелно. Тоа се разнострани четириаголници. Вака некако. Ако имаме паралелни страни, може да имаме една права паралелни, еден пар паралелни или два пара. Еден пар паралелни имаат трапезите, а два пара имаат паралелограмите. Што мислите од овие 4 што ги кажавме? Дали можеме да ги групираме во две различни групи? Да. Како ќе ги групираме? По зависност од што? Без паралелни и со паралелни. Ама вака. Во оваа група, кај што имаме два пара паралелни, не може без паралелни. За да биде ромбот во оваа група, тој има два пара паралелни. Значи, овие две се паралелни и овие се паралелни отстрани. Значи, и овие се паралелни и овие се паралелни. Молам? Со исти различни страни. Значи, ако би било така, во една група би ги ставиле ромбот. Квадрат и ромб, а во другата паралелни. Така, може и така. Значи, ромбот и квадратот, ако би биле... Ете, тој им беше зборот. Значи, би било правоаголник, ова би било, пака, ако одиме според страните, би било ромб и квадрат. Или правоаголник и паралелограм. Ама ако би оделе по агли, дали би била иста поделба? Не, тогаш би било квадрат, правоаголник. Паралелограм. Ако би ги оделе, би ги групирале по диагонали, што мислите? Ако ги групирале по некое својство на диагоналите, што мислите? Ајде учевме колку да ве подсетам. Кај кој од овие четириаголници диагоналите се исти по должина? Квадратот и ромбот. Квадратот и правоаголникот имаат еднакви диагонали. А ромбот и паралелограмот немаат, оти се искосени. Ама сега, ако ви речем да направите поделба,
така што диагоналите да бидат нормални една на друга, тогаш кои се такви? Значи, во кој четириаголник диагоналите се нормални меѓу себе. Односно, прават аголо 90 степени. И ова ни беше учено прво полугодие. Сонче? Молам? Ромбот во паралелограм. Не, во ромбот и во квадратот. Се диагоналите нормални. Сонче? Повели? Готово Уште малку завршуваме овдека, готово. Значи вака, ова ни се... на делтоидот се еднакви? На делтоидот не се еднакви, но се заемно нормални. Чеве, диагоналите гледај од цртежот, значи нема шанси да се еднакви. Значи, овдека е прав аголот, 4 прави агли има, ама кај делтоидот има убава својство дека оваа диагонала, помалата, се сечи наполу, со помош на големата. Значи, големата ја сечи малата напола. И овие двава делови што се добиваат кај делтоидов, значи овој жолтиот дел овдека, и овој што ќе го направам црвениот од оваа страна се исти. Че овие два делови еднакви се добиваат ако го поделиме по диагонала, ама ќе зборуваме за ова. Таа ќе му биде оскана симетрија. Чи, внимавајте, геометријата е многу лесна, има многу поими кои што треба да ги научите. Ова не беше само кратко повторување на тоа кои се четириаголниците и како се делат. Ве молам за наредниот час, имајте ја пред вас тетратката што учевме на училиште кај што беа запишани сите својства. Сега, ќе спомниме неколку работи тука во врска со четириаголници што се карактеристични и ќе играме некоја игра на час. Јас ќе ви поставувам прашање и вие ќе одговарате. Тоа мислам дека утре ќе го правиме. Па да видиме кој е тој четириаголник што ќе ни прави најмногу проблеми, па да го проучиме само тој. Важи така? Значи, утре ќе играме игра во која што јас ќе ви поставувам прашања во врска со четириаголниците и вие ќе треба да ги одговарате. Ама пред да ги завршиме тие, значи тоа ќе биде на крајот од часот, на почетокот од часот ќе зборуваме за симетрија. Значи тоа е за утре. И пред да завршиме сега официјално, да ве потсетам дека моите ученици имате во своите тимови квизови што треба да ги завршите. Требаше до вчера вечерта, ама еве сега ако е завршен рокот можете да ги решите. И обидете се да инсталирате GeoGebra, затоа што се што ќе цртаме во GeoGebra. Пробајте, не е задолжително. Молам? Што треба да правиме во PowerPoint? Молам? Што треба да правиме во PowerPoint? Во PowerPoint можете, ако инсталирате GeoGebra како што ме следевте на почетокот или гледај го видеото за да видиш како, можеш да се намести еден додаток во PowerPoint и да си ги цртате вашите геометриски фигури директно во GeoGebra, директно во PowerPoint. По презентација. Значи така ќе ги правам јас за да ги имате да си ги гледате. Молам? Добро. Како не ти се отвори? Полека ќе се отвори, души секој ќе нема интернет. Трошиш ќе се отвори. Како не може? Проба да додадиш додаток? Да, си дојдов во GeoGebra, make account, тој на крај ми види error. А зошто? Како што пишуваше во еророт? Знам error 1.3 ништо така. Тоа ти јавуваше при креирањето на акаунтот или во PowerPoint? Кога го завршив акаунтот, кликнав create account, пишуваше таму error 1.3. Вака сега, кога ќе го креираш акаунтот, кога ќе го креираш, што го направи? Значи зборувавме на почетокот. Повтори, проверија сметката што ти ќе добиеш мејл. На мејлот провери, потврдија сметката твоја и потоа можеш да го користиш. Инаку нема да можеш да го користиш. До гледање. Молам? А на мејлот ќе ни стигне нешто? Значи мејлот ви служи само за потврда. Значи ќе ви стигне мејл, тој што ќе го пишите. Без да ја потврдите
Тоа што ќе го добиете на мејлот, вие нема да може да го користите. И ви реков, бидејќи немате 14 години, изберете ја втората опција. Разбирате, не првата од тие двете опции, туку втората од оздола. Пробајте, па ќе видиме утре како тоа ќе изгледа. Значи, толку за денес, се гледаме утре.